На 5 декември со почеток во 20 часот на сцената на Македонската опера и балет ќе се изведе балетскиот бисер Шехерезада од Николај Римски-Корсаков, ремек дело кој ја обединува магијата на ориенталните приказни со раскошната балетска уметност. Базирана на мотивите од 1001 ноќ, оваа балетска класика ќе се изведе под диригентската палка на Бисера Чарловска. Кореографијата е на познатиот балет мајстор од Москва, Михаил Крапивин, со првична постановка на Михаил Фокин. Сценографијата е на Марија Ветировска, а костимите на Маја Бурсек од Србија, концертмајстор е Верица Ламбевска. Балетската приказна ќе ни ја раскажат Наташа Трендафилова Гицев, Балаш Лочеи од Унгарија, заедно со првенците, истакнати солисти, балетскиот ансамбл и оркестарот на Македонската опера и балет. Наташа, минатата година ве видовме во улогата на Забеида и еве сега на 5 декември скопската публика повторно ќе има можност да ве види. Како ви ја доживувате оваа улога и што е тоа во оваа представа што ве инспирира? Прво, премногу сум благодарна што добивам повторна шанса да настапам во улогата. Морам да им се заблагодарам на целата дирекција кај нас, што покажаа таква доверба во мене и имам повторна шанса да настапам за втор пат во оваа улога оваа година. Шехерезада представува една страстна љубовна приказна помеѓу султанот Шахријар и Забеида. Инспирацијата за балетот доаѓа од приказната 1001 ноќ. И за мене оваа представа има посебно значење, лично за мене, пошто тоа е првиот балет на кој што мојата мајка ми има однесено да го гледам. И тоа мене ми остави едно прекрасно, неопишливо чувство и се сеќавам буквално како ми ја зголеми желбата да јас еден ден станам балерина. Како течат подготовките? Подготовките течат одлично. Денеска ја имаме првата сценска проба, утре ни е генералната проба и во петок, како што кажавте, ни е представата. Овој пат улогата ја подготвував со Александра Мијалкова и пробите беа доста напорни. Во оваа представа напорот ми беше друг, пошто карактерот на Забеида, на Шехерезада, е многу по-драматичен и емоционално длабок. Сакам да кажам, фокусот е на драмскиот дел на улогата, него лиш на техничкиот дел во играњето. Морам да напоменам дека представа во петок ни е последната представа за оваа година, за 2025 година, така што ја поканувам публиката да побрза во овие последни денови, да си купат билети и да дојдат да не погледнат во петок. Да ги спомнем и останатите балетски, но и музички уметници кои што ќе бидат дел од оваа убава, магична и безвременска приказна. Балетот ни е поставен на музика од Римски-Корсаков, во кореографија од Михаил Фокин. Кај нас во петок диригира Бисера Чарловска и јас настапувам со Балаш Лочеи во улогата на Златниот роб. Што е карактеристично за вашиот лик? Карактеристиките на мојот лик се доста специфични, овој пат длабоки во оваа приказна. Се работи за една страстна, бунтовна и многу силна жена. Таа е миленичката во харемот, миленичката на султанот и ја држи целата моќ во харемот, освен кога е султанот таму нормално. Приказната завршува трагично поради аферата на Забеида со Златниот роб. И крајот за мене е преубав, пошто таа на крај одбира да си го одземе својот живот, наместо да потпадне повторно под ограничувањата на харемот и султанот. Колку е тешко и комплексно за една млада девојка да донесе на сцена еден лик кој што бара не само техничка совршеност во балетскиот израз, туку бара и една женска зрелост, затоа што ликот нели отсликува една жена што била многу и интелигентна и имала свои ставови и принципи. За вас како млада личност, колку е тоа предизвик? За мене е тоа доста голем предизвик. Јас сегогаш мислев дека работењето на техничкиот аспект на нашите балети е потежок,
Меѓутоа со оваа улога првпат разбрав дека е уште потешко да работиш на емоционалниот и на драмскиот дел од улогата. Можеби пошто ова е доста длабоко емотивна улога, меѓутоа јас навистина се трудам, давам све од себе и овој пат многу ми помогна мојот педагог Сандра. Навистина доста долго работевме и на техничкиот аспект, меѓутоа највише време посветивме на емоционалниот и драмскиот пристап на улогата, така да се осеќам доста спремно за во петок и едва чекам да настапиме и да ја завршиме оваа сезона овде во Македонија со балетот Шехерезада. Наташа, ви благодарам за одвоеното време, еве непосредно пред денешната сценска проба. Ви посакувам да блеснете на сцената во петок во улогата на Забеида и да биде ова едно навистина убаво и успешно завршување на ова 2025, а во новата 2026 секако ќе ви посакам уште многу нови успеси, улоги и остварувања на сцената. Ви благодарам.